Филипче, пола држава е отруена, нема одговорност. Филипче, дали има одговорност за модуларната болница во Тетово, а? Имаше одговорност? За ние сообраќајките во Тетовско и во Бугарија имаше нека одговорност, а? За вакцините со кинезите имаше нека одговорност, а, Филипче? Или тоа се дела за кои што не треба да има одговорност? Така, кажи ми, што е тоа кога нема одговорност за тоа што си променил име на држава без согласност на милиони кусур македонци и повеќе овде во светот? А? Дали е тоа одговорност? Да им промениш име под притисок, уцени, закани, можда и под дејство на големи хонорари у коферчиња, да им промениш име и да не чувствуваш одговорност поради тоа, дури поима неам 8 години, 9 години по промената на името. Кој одговараше од кај вас за тоа, а? Дали некој сам се пријави да одговара? Или не чувствувате вина по тоа прашање? Пошто сте вие безгрешни. Државотворната партија. Партијата која што додека била на власт, рози цветеле во држава, црвени. Немало проблеми. Сите биле среќни. Еден несреќен не можело да се најде. Така? А? Тоа што го отрувте македонскиот народ со вашата предавничка политика, што правиме со тоа? Тоа што го контаминиравте со бугарашки и клерофашистички грчки отрови, кога ќе го деконтаминирате, а? Имате одговорност за тоа што го отрувте народот, а? Со фашизми, бугарашко-шовинистички агенди и клерофашистички грчки агенди, а? Кога ќе понесете одговорност за тоа, Филипче? Или многу паметни ќе се правиме уште? Така? Преку Ферле, преку тој Тричко, кои што немаат толку време во денот за да искажат својот презир, својата омраза кон македонскиот народ и се што е македонско. Кога ќе понесете одговорност за тоа што го отрувте македонскиот народ? Ги затрувте изворите на неговиот идентитет со вашата велепредавничка политика, а, Филипче? Кога ќе одговорите на овие прашања? Доста се ке рефекаме. Пола држава била отруена, со вода немало одговорност. Филипче, да те подсетам, до сега, колку што знам, тројца се во притвор. А тие тројца, ако пропеат, може тие тројца да станат 13 или 30, зависи. Така да немој да јадете говна, дека нема одговорност, одговорност ки има. Остатокот е како нашиот суд ќе реагира, тоест дали соодветно ќе ги казни виновниците. Полиција да се заврши за сега работата, значи му уапсени, може би ќе има и уште најверојатно, не може би него сигурно ќе има и уште, кои што ќе понесат одговорност. Обвинителните акти се спремаат, каква немање на одговорност. Овој пат биде сигурен, пумпата нема да биде виновна, како што беше у вашиот случај у модуларната, у твојот случај, како што беше во модуларната во Тетово, кога продолжниот кабел беше виновен за пожарот. Не се забораваат некои работи. Немој да паламудите многу.
Малце пак исклучи некој од вашиве да се прави многу паметен. ВМРО биле вакви, ВМРО биле онакви. Видовме ние какви сте. Ви дадовме шанса. Шанса на столетието добивте. Затоа што бевте утепани, изгубени, разбуцани. Добивте шанса да направите држава. Да направите достоинствена држава. Вие не само што не ја искористивте таа шанса, туку државата и незиниот народ ги распродадовте пошто пото. Вие си знаете колку сте земале. Затоа, како ве почастиле поради тоа. А тега ве почастиле, ве почастиле. Имате такви во ваши редови што обично кога се работи за некое национално предавство знаат да комуницираат со странскиве околни земји и да нудат куфирчиња со пари како посредници. Го имате тако во вашите редови. Прашајте го, прочитете некоја книга од Киро Глигоров, ќе ви стане јасно за што зборам. Имате такви во ваши редови кои што со многу голема радост посредуваат кога треба да се продава име, држава, народ, идентитет. Знаат како идат тие работи. Како да кажат на тој што треба да му стигне понудата од другата страна, на границата. Точната сума да ја кажат колку тоа би чинело, која би прифатил. Вие сте, Филипче, најголемите трујачи на македонскиот народ. Вие нема што да барате повеќе од него. За ваша несреќа. Сами сте си виновни, сами ја ставивте вашата нога у тоа трње. Од тамо нема вадење. Така што, колку била затруена државата и како била и дали имало одговорност, вие воопшто не сте повикани за таа работа да зборувате. Воопшто. Вие не смеете да зборувате за тие работи. Да бевте одговорни, да бевте честни пеки. Ама вие сте тоа што сте. Збирштина на полуидиоти кои што мислеа дека лесно може да го распродадат својот народ и својата држава и при тоа дека ќе поминат без санкции и при тоа дека некој ќе им каже браво и при тоа дека македонскиот народ тоа со ќутење ќе го прифати како што прифаќал многу работи во историјата со ќутење, со молчење. Не бевте ни свесни колку далеко ги поминавте црвените линии. Тоа е вашиот најголем заеб. Не бевте свесни, мислевте лако чемо. Што ни можат бе? Сега го сменивме името. Ке им даеме на бугарите нашиот идентитет, ке им го предадеме на тацна. Ја имаме поддршката на ЕУ зад нас, на Америка, затоа што сме решиле децениски проблем. Името, идентитетот. Кој ќе ни може? Народот? Каков народ? Каков народ? Народ? Што народ? Кој го ебе народот? Ние ќе смениме све, народот има само да ќути и дури ќе ни се плаши, пошто у нас ќе бидат лостовите на власта. А нема странците да дозволат ние да паднеме од власт. Тоа ви беше фантазмата у глава, фантазијата, фата морганата. Се гледавте себе си напред на власт и после 10 години, после 20 години, незаменливи, недопирливи. Баве шупаците, вие ќе зборите за одговорност. Вие, особено ако се земе во предвид дека тој кадар тамо кој што го беше причина за труењето, кој што го предизвика труењето со контаминирана вода, со нив порано бевте у коалиции, која што, ако добро се сеќавам. Така? А?
Еден збор не му пререковте на Дуј, додека бевте на власт. За сите негови антимакедонски акции, за сите негови антимакедонски ставови, за сите негови иредентистички, профашистички, сепаратистички ставови и други закани што ги упатуваше на македонскиот народ. Немавте приговор, немавте рекламација, ја не памтам еднаш да рекламација да стаевте. Чекај, полека, ние сме у коалиција ли? Немој вака. Еднаш не го кренавте гласот на фашизоидни на бугари. Еднаш. Секоја работа што беше од тамо што дојде до кај нас, па дури што доаѓаше од внатре, кога ни доаѓаа во посета нивните политичари, секоја една таква став негаторски код македонците вие го пропративте со молчење. Молчењето, Филипче, значи одобрување, вие се уште молчите. За вас се уште е гениален потек да се пуштат бугарите во уставот. Зашо правиме муавет ние? Ние од оваа страна и вие од таа страна. Точно е така, на две различни страни сме. Нас треба да не, како да ти кажам, со жица да не подела. По могучност жицата да биде околу вас. Целата. Вие сте најголемите штеточини политички на оваа држава и на овој народ. Убедливо, без конкуренција. Дуи вас вие до глуждови. Штетата што ја направивте на македонскиот народ и на Македонија не се мери со онаа што ја правеше Дуи. Чак што више вие ги тапкавте по рамо, кога одеа да распродаваат Македонија во име на македонците. Вие го тапкавте по рамо Бујар Османи кога ја распродаваше Македонија со помош на разни албански лобија, во спрега со бугарите, вие го тапкавте по рамо. Вие му дававте, вие му бевте сидрото што го влече напред. Тоа е сај да се исправам. Ветрот што дуваше во неговиот грб, во неговите едра, за да оди и безобзирно, безсрамно, во име на друг народ да му го продава државата и идентитетот, како да е тоа од дедо му. Вие, Филипче, го тапкавте по рама. Јас стварно не знам кој кур под ова сонце уште не ве смести тамо кај што ви е местото, во казамат. Строг затвор, изолација, 24 часа секој од вас, барем 3 години, док не се мрднете, док не се пореметите, додека не знаете кај сте, додека не знаете